بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost ovo sveko jedna prigoda i prilika mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam od miru i spasu neka bida na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunni od den. Najgolemi od blagodet koji je den na nas je iman. Kako pojedinci i kako ummet, kako zajednica. Na svekoj pojedinačno ili grupno, kako muslimani, kako mu'mini, kako vernici. Najgolemi od site blagodeti je da veruješ u Allah Đelešanu, da imaš iman, tamam iman. Ali treba da znamo nekoj nešto za ovaj iman. Prvo, ne treba da prestaneme da varamo od Allah Đelešanu da ni go zadrži da ovaj iman na nas. Zašto mnogo go imale, deneska go neme to ovaj najgolem blagodet, najgolem nijame. Pegamber alaihi salam često je pravеше dua i ги подтикнуваше на сахаби на таа дуа. Я мутhabбит al-qulub, thabbit qalbi ala din. Оти што ги зацврстува срцата, зацврсти го моево срце во ислам. Я мукаллиб al-qulub, thabbit qalbi ala din. Оти кој ги превртува срцата, зацврсти го моево срце во ислам. Му рекоа сахаби Расула, се плашиш ти за нашиот имам, дека можете го изгубиме. Пегамбер сам рече, сите срца се во прстите ка Allah Đelešanu и ги превртуваат како тој сака. Затоа барајте од Allah да ви го зацврсти вашето срце во ислам. Битна работа за овој иман, за ова верување, е што овој иман се прави стар. Овој иман стар. Како многу нешта во дујна што старат. Што се цедет, што се парет. И тој барат обнова. Тој барат да се обнови. Дали ова обновување е нешто што го открила улема, изучувајќи ислам, или ова е дел од ислам? Дел од пракса на пегамбер алейхиссалам. Нешто што не поттикви пегамбер алейхиссалам и овај дин на нас да го обновиме наш иман. Да, ова е нешто што пегамбер алейхиссалам не советуваше на нас. Нешто што не советува ислам на нас, дека нашиот иман старе. И е многу проблем ако остаре иман, ке еден човек се направи кадим, стар, исцепен, поцепен, порепан и тој не чувствува. Че гледаме после што е тоа. Прво, хадисот на пегамбер алейхиссалам во кој, ова е хадис сахих, во кој не поттикви на нас, не поучви на нас да го обновиме наш иман. Да го направиме джедид нов, да го направиме тазе да го направиме. Вели пегамбер алейхиссалам во хадис сахих: Иннал имана ла яхлау фи џауфи ахадикум кама яхлау thawbu. Навистина, вели пегамбер алейхиссалам, иманот ке вас во вашите гради, во вашето срце внатра старе. Се цепит, се парат, како што старе, се цепит, се валкат една облека, една кошула. Исто, вака вели пегамбер алейхиссалам го споредви тоа нешто. Фес'алу Аллаха та'ала и юџеддиде имане фи кулубикум. И барајте од Allah Đelešanu да ви го обнови вашиот иман во вашите срца. Барајте од Allah Đelešanu да ви го обнови вашиот иман во вашите срца. Во прв хадис, во кој имаме доказ дека иман старит, дека иман се валка, се цедит, се парат, како една стара кошула.
Ова е за поединачно на секој, поттик за поединачно дека секој треба да бара од Аллах Желешану. Фас'алу Аллаха та'ала и юджаддида иманекум. И барајте од Аллах Желешану, рече пегамбер алейхи да ви го обнови вашиот иман. Второ, пегамбер алейхи салам исто така доаѓа со други хадис сахи, каде кажуваат дека иманот на една муштемија, на една заедница, на еден джемат, мој да остане комплет. Дека духот на иман мој да спласне, да исцеди, да испара до голем степен. Како поединци, како джемат, како заедница, како умме, комплетно. Други хадис, вели пегамбер алейхи салам, Инна Аллаха يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الله جل شانه вели пегамбер алейхи салам. Навистина Allah جل шану ќе пуштат во овај уммет на секој 100 години некој да го обнови динот ке вас. Некој да го направи джедид нов, да го направи динот. Чекај, не динот е. Така дошло во хадис. Али овај динот има две мани, две значења. И во првиот хадис, и во вториот хадис. Дин со две мани. Дин како дојде, како пегамбер алейхи селам ни го достави на нас од страна на Аллах Желешану со Куран и Суннет. Ова не се менува, бречари. Ова еве муџедидун, еве што ќе дојдат реформатори, нема да го обноват динов, нешто. Нема да додат во динов и нема да одземат во динов, ништо. Ништо нема да дојде да одземат во динов. Ништо иш. Ова е непроменливо нешто, ова едно значење на ова дин, зборов дин. Едно од ова значење е дека динот е теа Куран и Суннет, ова не се менува, ни додават, ни одземат. Него, овие реформатори што ќе дојде, дошло во тефсир на овој хадис дека мој да дојде еден човек, мој да дојде повеќе луѓе за повеќе места. Што ќе го обнове динот. Како кажавме, динот нема потреба од обнова, од придавки и од додавки. Него парно што ќе напред, све што му се залепило на динот што не е него, тие ќе го исчистат. Нешто за овие 100 години, за тој период што се залепило што не е од дин, ќе го исчистат тие нешто. Втората мана, второто значење на ова дин, што дошло со значење во овој хадис, и што ќе зборуваме денес, е тоа што ќе се промени. Ќе се промени зборот дин, ќе се промени како ја и ти работаме во дин. Како ја и ти сме со дин. Како ја и ти има степен дин ке нас. Како ние му приотвиме на дин. Како ние работаме со дин и за дин. Ова е теа што се промени. Ова е теа што по долг период се губи досетот за ова нешто. Зашто иманот стари во твое срце, во твое тело и ти не осетвиш ништо за ова нешто. Што е тоа иман? Што е тоа иман? Што треба да го мениме, да се направи нов. Иман негово место е во срце. Иман негово место е во срце. Верување со срце. Изговарање со јазик. И делување работа со наши екстремитети, со наше тело. Ова е иман. Али главното нешто што треба да се мени, да се обнови, е тоа што е во наше срце. Кога тоа ќе се обнови, ќе се мени, ќе се направи тамам онака, другиве ќе го покаже тоа нешто. Твојот јазик ќе го покаже тоа нешто. Твојот ахлак ќе го покаже тоа нешто. Твоите дела, твоите ибадети ќе го покажат тоа нешто. Ова е тоа што се прави старо. Значи, нешто што треба да се мените нашиот однос према динот. Како ние му преотвиме на динов. Како ние работаме за динов и со динов. Каква е нашата поврзаност со динот. Ова е тоа нешто што стари кај човекот. И кога ќе остари тоа нешто, како да знаеш дека твојот иман е стар? Како да знаеш дека твојот иман е стар? Исцепан, порепан, исцеден, извалкан. Како да знаеш? Број еден нешто со кој треба да спозниш одма дека твојот иман е стар, не осетвиш лезет во ибадетите. Не осетвиш лезет во ништо што правиш од дин, намаз, пост, зекат, хадж,
нафиле, намаз, дуа, зикар, ништо нема тоа чувство ке тебе никакво. На лезет, на задоволство. Најголемото задоволство е ке еден верник кога прави ибадет. Ако ова го нема, знај дека твојот иман е стар и треба да се промени твојот иман. Зошто? Еден од својствата на иманот е верникот да осети лезет кога прави некој ибадет. Да осети лезет. Како дошло во хадис, 3 нешта верникот осети лезет во иманот. Не сака да биде фрлен во, не сака да се врати во небесо, како што не сака да биде фрлен во оган. Осети лезет. Го сака тоа што Аллах Джелешану го сака. Овие се нешта што верникот ги осети ке него како лезет. Ако не ги осети тоеве нешта, знај дека тога нешто не е вред со твојот иман, дека твојот иман е стар. Рекол Ибн Тајмија на Имам Каим, рахимахуллах. Ако направиш едно дело и да амелте амелен, ау таатен, или некоја послушност на Аллах Джелешану, или некој ибадет, и не осетиш лезет во теа нешто, и не осетиш дека твоите гради се шират со тоа нешто, кога ги правиш овие дела, знај дека имаш ноксан во твојот иман. Знаеш одма да го поправиш твојот иман, зашто Аллах Джелешану е најшекур. Онај кој ќе ти дај да осетиш лезет во дујнеиште од твојот ибадет. Осетување на лезет од твојот ибадет иште во дујна, плод од твојот ибадет е да осетиш лезет во твојот намаз. Да осетиш сласт во твојот ибадет. Да се осетиш најрадосен во твојот ибадет. Ако ги немаш овие нешта, знај дека твојот иман остарел многу. Се направил многу стар и треба тој да се мени. Што е проблемот меѓу нас и сахабијани? Сахаби го имале истиот иман како ние велиме го имаме. Аменту биллахи ва мелаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Ова е истиот иман, ова не се менува. Овие дефиниции на иман не се менува. Овие се истите и ке неми и ке нас. Али денеска ако имаме ние таков иман како тврдиме дека имаме, помошта од Аллах Джелешану ќе беше со нас. Вет Аллах Джелешану وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. И на нас ни е обврска да ги помогнеме верниците. Ако сме ние таман верници, ако осетиме лезет во нашите ибадети, ако не осетиме сласт во нашите ибадети, радост во нашите ибадети, тога помошта од Аллах Джелешану мора да биде со нас. Мора да дојде помошта од Аллах Джелешану ке нас. Не сме да останеме вака како што сме денеска. Али проблемот е што ние не сме го обновиле наш иман. Наш иман станал многу стар. Еден од проблемите е да се вратиме кога сме биле во почеток на хидајет, на упатство. Кога Аллах Джелешану не упатил ни дал хидајет. Каков бил наш намаз? Така сме чекале да дојде други намаз. Како бил твој пост? Цел ден си постел како треби, и со очи, и со уши, и со уста, и со срце. Како бил твој ноќен намаз? Како била твоја садака? Каков лезет се осетил во ова нешто? И што е проблемот денеска? Ова стана долг период, ти не си го обновил твој иман. И твоите ибадети станале адет ке тебе. Твоите ибадети станале адет, станале навика. Само една чиста формална навика. Навика земвиш абдес без никакво чувство. Идеш во намаз без никакво чувство, без никаков лезет од твој намаз. Ич не осетиш лезет. Порано кога си научен, кога си слушнал за хадис, иако е слаб хадис, дека кој кланат во џамија со џемат 40 дена, 40 текбири, сите намази со имам, Аллах Джелешану ќе го спаси од две нешта, нема да биде мунафик и огон нема да го гори. Си се трудил ова да го направиш во пракса. Иако е хадис слаб. И многу други хадиси си ги прел со лезет ке тебе. Имале задоволство големо ке тебе. Имале сласт и лезет. Али денеска ова го немаше. Зошто твојот иман стана стар и твоите ибадети денеска стана е само формалност. Твоите ибадети денеска стана е чиста формалност.
Не осетвиш ништо во ними. Нема никаква промена твоите ибадети ке тебе. Намазот не те одвратви од правење на лоши дела. Твојата уста нон-стоп зборви лоши зборови. Твојот ахлак се гледат од далеко дека нема никаква врска со ислам. Се пренесува дека Ебу Дерда ради Аллаху ан во време на Муавија ради Аллаху ан отишол во Шам и влегол во сук, во пазар. И кога ги видел луѓе муслимани, му рекол: што вие луѓе на вас? Зарем не осетвите лезет сласт во ибадетите? Ако осетвевте сласт во ибадетите, тоа ќе се гледаше надвор ке вас. Ама вие не осетвите сласт на ибадетите и тоа не се гледа во ваши дела, не се гледа во ваши зборови, не се гледа ке вас. И рекол: кога една мечка од планина би осетила лезет на ибадет, ќе се гледа надвор на неја. Ако осетви лезет во ибадетот кога го прави, и мечка од планина ќе се гледа на незина страна на дворешна, ќе се гледа тој лезет незин што го осетви таја. Што е тоа лезет да осетвиш во иман? Што е тоа имано да ти биде лезет? Задоволство. Да ти биде најслаткото нешто твојот иман. Рекол Имам Невеви, рахимахуллах, кога зборувал за ова, што е тоа лезет на иман, што е тоа сласт на иман. Рекол: да уживаш во послушност на Аллах Желешану. Кога вршиш некој ибадет, кога вршиш некоја послушност на Аллах Желешану, наредба, да уживаш во теја. Не со тешкотија да прави. Некако да одиш на колење. Некако да одиш, не знам каде, во некоја тежина голема. Него да уживаш во послушност на Аллах Желешану. Да ги сносвиш тешкотиите во извршување на ибадетите, кои ги прави за Аллах Желешану. Иш да немаш мака, иш да немаш тежина, ако некој ибадет имат по себе тежина. Дека во сабав студено, дека во водата студена, дека ова тешко, дека рај садака тешко, иш да не ти прави тоа тежина на тебе. Иш да ги поднесвиш овие работи со задоволство. И да му даваш предност на наредбите на Аллах Желешану, него на твојата страст, на страста на твојот нефс. Прво место наредбите на Аллах Желешану, друго место таму и не знам кое место, твоите задоволства, твоите шахва, твоите чувства, да не ги реш пред наредбите на Аллах Желешану. Ова е тоа лезет во иман. Ова е тоа да осети сласт на иман. Али денеска ова многу ретко можеш да се осети. Ретко може да се види во очи на некој, во дела на некој, во ахлак на некој, во понашање на некој, во негови дела. Зошто? Лезетот на иман се гледат во негови дела, рекол селефјани. Билал ради Аллаху ан. Најме таа киса, која оказна е во пустина, со камен во стомак, 50 степени. Кому веле да прави, да каже нешто за Лат и за Узза, за нивни богови, да го негира на Аллах Желешану. Велеше Билал ради Аллаху ан, ахадун ахад. Ахадун ахад. После извесен период му рекол: Билал, зошто го велеш овој збор? Зошто не каже други збор? Валлахи рече, овој збор најпоше му преше тежина на ними кога ќе му каже, а да знев некој збор што ќе му прави поголема тежина на ними, ќе го каже. Болката која ја чувствуваше, осетвеше како лезет, како задоволство. Зошто ова го преше на Аллаховиот пат. Ова го преше на Аллаховиот пат. Ова го преше поради неговиот иман. И тој не осетвеше болка, не го осетвеше лезет, него задоволство осетвеше, затоа што беше казнат, затоа неговото верување. Еден од најголемите проблеми, како кажавме, поради кој застарли наш иман и не водиме рачун после да го поправиме, е долга надеж. Долга надеж. Давајне на луфта на време. Ова е најголемата опасност за твој иман да се распадне, да се уништи во твое срце. Ова е најголемата опасност. Вели Аллах Желешану: Елем јаъни лиллезина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах. Зарем не е време, зарем не е дојдено време, вели Аллах, за тие што веруват. За тие што веруват.
Зарем не е време за тие што вербе? Да се плаше, нивните срца да се плашат, да се треперат, кога се спомнит името Аллах. И теа што дојде од Аллах како вистина, Кур'ан. Зарем не е време? Зарем не е време, ани? За верниците да се плашат, и верници пак, ама да се плашат нивните срца. Зошто? Срце заборава да се плаши понекогаш. Има оставите и тоа не се плаши. Нема никакво чувство, ани. Прави намаз како дрво, ани. Не осетви лезе иш. Умот не му иштува, само се исклучвите иш не му омутува, ани. Нема лезе. Кога слушаме ми за сахаби, за табини, во еден рекат, цел хатма на Куран прави. Цела вечер седел во руку, во кијам, во сежде. Ова не изгледат абстракција на нас. Слушај еден пример. Ќе продолжиме после со ајатот, ќе го довршиме. Во време на пегамбар алейхиселам биле во еден поход, војна битка. Станале 20 сахаби, пегамбар алейхиселам ги оставил да прават стража. Еден од ними не го знам име, а другиот за кого е Кисава, Ибадете ибни Бешир. Ибадете ибни Бешир. Ради Аллах, овај сахаб. Му рекол на овај другиот сахаб, со кој заедно правеле стража, рекол ти одмори малку, а ја ќе правам стража. Почнал да прави намаз. Дошол еден од куфар. Се протнал во редови на муслимани. Го видел како е само овај исправен во намаз. Зел стрела и го погодил во негови гради, во негов абдомен, во негов стомак. Тој во намаз и го извадил ова стрела и ја фрли, или продолжил намаз. Друга стрела го погодил, го вадил, го фрли. Трета стрела е погодил, го погодила, е вадил, е фрлил. По извесен период го скратил намаз и го разбудил на негов друга. Кога го видел овај во крв, што се случи? Му кажал, дојде ме погоди 2-3. Но че зошто не прекине, зошто не ме разбуди? Валлахи, ако не се плашев, поради мојава обврска дека бев стражар и дека мој да му се деси нешто на пегамбар алейхиселам и на сахаби, немаше да прекинам намаз. Таков лезет осетме во читање на Куран и не сакам да го прекинам суретул Каф, го учел. Не сакам да го прекинам. Нека умрем во намаз. Ова е хушу во намаз. Ова е да се плашиш од Аллах Желешану во намаз. Ова е твое срце да и трепери од Аллах Желешану. Ова е те да осетиш лезет во намаз. Ова е да осетиш лезет во намаз. Овие сахаби осетвеле лезет во намаз. Осветвеле сласт во намаз. Не сакале да го прекинат намаз. А денеска, како кажавме, нашите ибадети постанае адет. Постанае нешто што сме го научиле моторно само. Зошто нема сласт во тие ибадети. Денеска го гледаш некој прави истигфар. Овој истигфар заслужи да правиш истигфар за него. Прави дуа кај Аллах Желешану, барат од Аллах Желешану, научил една дуа, не знае превод на неа, не знае ништо и само негов јазик ја учи тоа дуа, ни ум, ни ништо. Не е тоа, тој само го учи тоа формално. Ој во намаз само формално. Барат нешто од Аллах Желешану, не е присутен тука со умот. Прави зика на Аллах Желешану, не е присутен тука. А ако треби да се сретни со некој човек, да барат работа или има нешто хаџе, потреба од него, че најдобри зборови за него, че има најголема концентрација кога зборува со него. Ако е во прашање Аллах Желешану, господар на сите светови, онај кој има риск од ке него, го учиш она нешто, му правиш зикар, а не го спомниш ич Аллах Желешану, само си го научил тој јазик да го каже тоа нешто. Ич немаш концентрација што зборуваш. Правиш тоа, немаш концентрација. Правиш естагфирула, зашто е? Кога правиш естагфирула, Аллах направи грев, филан и филан грев го направи. Донеси го тој грев во твоја глава, во твое срце. Естагфирула, етубу илеји. И барам опрос од тебе, Аллах, опрости ми. Зашто е? Тумо треба да ти биде тука. Се пренеси еден ривајат, не знам негова веродостојност, али негова мана тамам. Али ради Аллах бил во џамија, дошол еден човек, правил намаз. После намаз, естагфирула и изде го застанал али. Рекол, ти, кога бараш истигфар, бара искрушено од Аллах Желешану истигфар. Немој да бараш после за ова истигфар, поново истигфар. Правиш зикар, не знаеш што велиш. Го спомниш Аллах, не знаеш што велиш. Правиш намаз, уште денеска 20 години учиш намаз, си во намаз, не знаеш превод на Фатиха. Не знаеш превод на Фатиха. Не знаеш што велиш кај Аллах Желешану.
Не си научил 10, 15, 20 сурина со превод, за да имаш концентрација во намаз. Еден сегмент, едно дело, за да добиеш концентрација во намаз, да знаеш што велиш бе срце. А за едно 5-10 сурина можеш да научиш и превод, директно. Да научиш и превод можеш. За да има твојот намаз фајде, за да има твојот намаз концентрација, за да знаеш што бараш од Аллах Джелешану. И продолжи тој ајет што почнавме да го учиме, како кажавме, вели Аллах Джелешану, зарем не дојде време оние кои веруваат да се плашат нивните срца кога ќе се спомнит Аллах и она што слезе од Аллах Джелешану со вистина. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ И да не бидат како оние на кои му беше дадена книга, мин каблу, од порано. فَتَعْلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ И на ними му се издолжи времето, без да се преиспитат, без да го обнове нивниот иман. Го издолжи времето, فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ И се стврдна нивните срца, бетон, нивните срца. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ И голем дел од ними се неверници. Вели Аллах Джелешану. На крај, ќе кажеме неколку причини со кои се обновиат иман. Некој од себе пи за да се обнови иман. На кои има многу, али овој како е сас како главни, како база, ќе кажеме неколку. Ако ги правиме овие нешта, ќе ни се обнови нашиот иман. За да добиеме лезет веќе, за да добиеме сласт во ибадет, за да добиеме сласт во иман, во вервање на Аллах Джелешану. Вели прво нешто, човек да признае, ако му е негов иман слаб, ако му е негов иман искинат, ако му е стар, прво нешто да признае дека тој болен, дека тој има болест. Негов иман нема сласт, ибадет, намаз, пост, зекат, ништо не чувствува. Никаква промена. Куран земји читат, нема никаква промена. Ниц голем вид иман, ни намали, ништо Му зборувиш ти за Аллах, нема никаква промена. Овдека диагноза болест. Болест која имано да се обнови тоа. Број 1. Прво нешто од тие себе пие дуа. Број 1 нешто за да се обнови наш иман е дуа. Како кажавме во почетокот, Пегамбер сам ги учеше на сахаби и во тој ајет фас'алуллаха ан юџаддида иманакум фи кулубикум. Барајте од Аллах Джелешану да ви го обнови вашиот иман во вашите срца. Број 1 сам Аллах Джелешану оној кој може да ни го обнови нашиот иман во наши срца. Аллах Джелешану. Да не заборавиме на ова нешто. Дека Аллах Джелешану е кој ни го дават иман, оној кој ни го јачит иман, кој го зголемит и кој го намала го иман. И да имаме концентрација кај Аллах Джелешану. Дуа. Често да правиме дуа. Специјално во тие времиња во кои дуа покабо уште. Специјално. Те други пат ќе зборуваме за тие времиња кои се почнете да ги знаеме. Специјално во тие времиња. Али не да забораваме никогаш дуа да не правиме. Како кажа, никогаш дуа не прави, никогаш дуа. Ова грешка е. Имаш потреба. Имаме потреба од Аллах Джелешану секоја секунда. И затоа треба да правиме дуа. Сахаби му рекла Расулот да правиме многу дуа. Многу дуа да правите. Аллах Джелешану може да прима многу дуа. Кога би се собрале од првиот до последниот инсан и джин и би барале све што сакат, Аллах Джелешану ќе да им на сите што сакат и теа ќе Аллах нема да намали никој кој на игла да кажеш во едно море. Што ќе носи таа игла со себе? Ништо нема да намали. И затоа правите многу дуа. Втора причина за зголемување или односно за обнова на иман, за се прави иман нов, теубе и истигфар. Теубе и истигфар. Често да се прави теубе и истигфар за сите наши џуна, гревови што ги правиме. Види, Пегамбер сам во хадис вели: навистина човекот, ако направи некој грев, нуките фи калбихи нуктатун сауда. Ако направи човекот еден грев, во негово срце се прави една црна дамка. Ако се направи теубе, вели Пегамбер сам, и ако се врати од тој грев, му се бриши таа црна точка. Во други хадис сме го зборувале, луѓето ќе бидат изложени на фитнења. Како уден, како е тие дрва што се редани едно по друго. И ќе бидат изложени луѓето нивните срца на вакви фитнења, едно по едно.
Ако некој ги зема тие, ако некој ги испие тие фитнења, тие гревови, тие нешта, вели се прави во негово срце црна дамка. И потоа вели пегамбер алейхиссалам, ако некој го одбегни това нешто, во негово срце се прави бела точка и срцата се делат на две срца. Црно срце катран, кој не знае што е добро и не знае и све што е лошо го примат, а не знае што е добро, а не. И срце бело, побело од смарагд, од диамант, а не. Ова нема да примат фитне никогаш, секогаш ќе биде заштитено од фитне. И затоа често да се прави дуа, да се прави истигфар и таубе, за да го изчистиме наше срце. Ова е го обновиш твој иман со таубе. Ама ако ги оставаш, правиш денеска грев еден, утре 2, 5, 10, 100 гревови, 100 црни дамки во твое срце и после ќе велиш срцето ми е бело снег. Не, срцето ти е катран, јаглен. Ја гледа ако не правиш истигфар. Пегамбер само 70 до 100 пати веродостојни хадиси во денот прел истигфар, од 70 до 100 пати. Најмалку 70, најповеќе чудослух 100 пати во еден ден, во текот на 24 сати. Се вели дека дошол еден човек ке Ибн Џаузи, рахимахуллах, му рекол, направив некој џуна, некои гревови, бев долго време грешник на Аллах Желешану и направив таубе сега. И што да правам повеќе? Дали да правам истигфар или да правам зикр кај Аллах Желешану? Рекол, кога едно дело, кога една кошуна е валкана, што и треба повеќе на ова, рекол? Сапун и вода или миск, мирис, ако е валкана. Рекол, тој сапун и вода е таа истигфар, тебе да ја очистиш прво. Тој зикр е нешто украс, како овај мирис за ова кошуна. Џаба да ја ставиш мирис на ова кошуна, ако е валкана таа кошуна. Така ова срце, број еден ти треба теубе, истигфар, искрено да направиш теубе за твој џуна, за твој гревови кај Аллах Желешану. Да се покажи да се вратиш повторно во хак. Друга причина за да се обнови иман е често да се прави зикр на Аллах Желешану. Зикруллах. Често да се спомни на Аллах Желешану. Хасатен специјално тие дуа што се сабајли навечер. И во текот на цел ден. Сед не прави нит работа, ништо сед во место, никогаш не го спомнал Аллах Желешану. Ич, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, не го научи негов јазик да го спомни на Аллах Желешану. Верникот треба често да го спомни на Аллах Желешану. Во секоја една прилика да го спомни на Аллах Желешану. Друго нешто 4, читање на Куран. Ова е еден од причините да ти се обнови твој иман. Нешто што денеска не е присутно кај многу од нас. Кој после Рамазан направил хатма 1, 2, 5, после Рамазан, ја уште 4 месеци Рамазан. Рамазан помина, ни тоа може би сме направиле некоја хатма, значи помине долго месец, ја уште 4 месеци нов Рамазан. Кој отворил Куран од Рамазан до сега? Види, Аллах Желешану вели: Иннемал муъминуна аллазина иза ذُكِرَ Аллаху важилат кулубухум. Наистина прави верници се оние кои кога ќе се спомни Аллах Желешану, нивните срца треперат. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. И ако му се читаат Аллаховите ајати на ними, му се зголеми на ними иманот. И на Аллах Желешану се подпират тие. Кога читат Куран, слушат Куран, неговиот иман расти. Често треба да види покрај нас Куран. Често треба да види присутен во нашите раци Куран. Читал тој 5 месеци, 10 книги, 20 книги, во тие 20 книги има само 20 ајати. Немаш фајде многу во срце. Немаш фајде. Куран има све што треба. Цел ден ти е тука, цела акида ти е тука. Ама не сме се научили, не знаеме вредност на ова. Една буква 10 села. Куран, само Куран го има тоа нешто. Најголемиот зикар е, најголемиот зикар, Куран. Ако сакаш Аллах да ти зборува, отвори Куран. И треба често да се дружиме со Куран, бреше. Да ја научиме и наша фамилија често да види во нивни раци Куран. Едно нешто, друго 5 себе, за ни се обнови на нас иман, читање на сира. На пегамбер алейхиссалам, сахаби, табини, први генерација кој Аллах Желешану е задоволен. Да се читат нивна сира.
Ова е една, велит улема, една од средствата со кои се иде до обнова на иман и до зголемување на иман, што само во средство по себе прави лезет, задоволство, кога чита сира, за пегамбар сам, за сахаби, за табиини, добиваш лезет само по себе. Уште не стигнат до твојата цел. Како е и ти ќе знаеме тие прописи? Како ќе знаеме ај ти како изгледа Кур'ан во пракса и хадис на пегамбар сам, ако не читаме сира на тие први генерации? Тие биле луѓе кои го имале динот во нивни животи, кои го живееле како треба динот. И на крај последно нешто, дружење со салихин, дружење со добри луѓе, да се дружиш со добри луѓе, да се дружиш со верници, како рекол Селер, кога ги видиш да те подсете на Аллах, со вакви луѓе да се дружиш. Кога седнеш со ними, имат зикар, се спомните Аллах Желешану. Кога грешиш, ќе те поправи. Кога грешиш, ќе те укаже на твоја грешка. Кога направиш некоја мана во присуство нивно, нема да излези навор. Кога седат со тебе, не седат со тебе за да ти ги најде твоите мани, него да те подобре тебе и ти да се подобри со ними во денја. Со вакви луѓе да се се. Пегамбар сам рекол, гледајте го човекот со кого се дружи, зашто човекот е од верата на својот пријател. Човекот е од верата на својот пријател. Гледајте го со кого се дружи. Затоа треба да се дружиме со луѓе што се добри во дин, што го сакат овај дин, што те поттикват на ибаде, што те поттикват да се плашиш од Аллах Желешану. Иншаллах, Аллах Желешану да даде разбирање од овие неколку зборови, да ни го обнови нашиот иман во нашиве срца. Субханакаллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. بسم الله الرحمن الرحيم